на присуството представници од владата. Првото прашање се однесува на министерката за култура, за жал не е тука, меѓутоа и заменик министерот, може да го слушнете и вие, се надевам ќе го одговорите, иако мислам дека сепак на крај ќе биде писмен одговор. Станува збор за состојбата во културното наследство, секако. Постојано министерката за култура изминативе 9 месеци потенцира и во секоја нејзина изјавува како културното наследство е мощно важно, дека тоа е платформа за меѓусебно почитување и разбирање. Истото постојано го повторува и премиерот. И постојано велите дека културното наследство е заштитено и дека на тој начин се штити идентитетот, дека тоа е еден дел или да се заштити идентитетот. Фактичката состојба во Република Македонија во однос на културното наследство за жал е катастрофална. Изминативе 5 години ние не гледаме никакви посериозни капитални инвестиции во однос на заштитата и промоцијата на културното наследство. Особено изминативе 9 месеци имаме чувство дека Министерството за култура и културата воопшто како да е во некоја коматозна состојба, бидејќи ништо не се случува. Значи ништо буквално на ниедно поле. И покрај тоа што сериозно е важно културното наследство, дел од идентитетот, да, Македонија е пребогата држава со културно наследство, значи не само на македонците, туку и на сите други кои живеат во Република Македонија, сите представници на народи и етнички заедници. Ние имаме доста заштитено културни добра на националната листа, меѓутоа и на листите на УНЕСКО. Дополнително, Европската Унија следната 2023 година прогласува за година на живото културно наследство, што значи, ова беше вовед, значи, за колку е важно културното наследство во една држава, бидејќи здрава држава има здрава култура и здрава држава сериозно се грижи за своето културно наследство. Јас имам едно прашање кое што се однесува на доменот на културните добра кои што се впишани на листите на УНЕСКО. Поттикната сум од ова, бидејќи минатата неделна имаше еден убав настан, кој што за жал немаше представник од владата на тој настан, во кој што Сдруженијето Копачка, кои имено се носители на орото Копачка, кој е заштитено на репрезентативната листа на УНЕСКО, се наоѓа од 2014 година, се отвори спомен соба на Димитар Узунски, веќе починат, кој што беше единствен национален уметник од областа на народното творештво. И покрај тоа што се одржа ова промоција и официјално отварање на неговата спомен соба, Копачката се уште и после 8 години како се впишани во листата на УНЕСКО немаат свој простор на работа. Се разговараше со градоначалникот истиот кој што беше претходниот мандат и сега од редовите на СДСМ пред 4 години вети дека ќе се направи една зграда за Сдруженијето на Копачка, меѓутоа еве, 4 години помина, таква зграда нема. Има начин, значи да не образложувам, доколку сакате може да се помогне околу тоа како да се реши проблемот, но не се реши проблемот и за жал Копачката никако преживува, си ги кинат тапаните по подруми, си ги носат, си ги вадат затоа што немаат и покрај тоа што се на листата на УНЕСКО немаат свој простор за работа. Состојбата е иста и со сите други нематеријални, но и материјални добра кои се впишани на листата на УНЕСКО, па бидејќи Министерката за култура многу милува да се фали колку се грижиме ние за заштитата на културното наследство. Пред некој ден имаше и интервју во кое што не одговори на прашањето што се случува со културното наследство, само едноставно кажа дека не е точно тоа што се зборува, но не понуди никаков доказ. Вас ве прашувам дали можете да ми кажете, еве конкретно за овие добра кои се на листите на УНЕСКО, колку е издвоено, значи колкав буџет е издвоено, колку средства се издвоени од буџетот на Министерството за култура за Република Македонија за 2022 година, и тоа зборувам од програмата за заштита на културно наследство. Значи не зборувам за другите програми како што е фолклор, домови на култура или музичко-сценска дејност. Од секторот заштита колку средства се издвоени за сите вкупно добра културни кои се впишани на листите на УНЕСКО. Тоа е моето прашање прво. Се надевам ќе ми го одговорите. Второто прашање е до министерот за образование и наука. Не знам дали имаме представник. Јас сепак ќе го кажам прашањето, доколку... Молам представник на Министерството за образование да влезе во салата, ако не нека влезе председателот на владата.
Благодарам. Второто прашање се однесува на Министерството за образование и наука, поточно на министерот, но и бидејќи не е тука премиерот може да одговори на истото. Што се случува со учебниците? Значи ова е прва седница откако е започната школската година. На 1 септември за жал учебници немаше во училиштата. Првачињата не добија книга во рака како што е ред за да го почувствуваат училиштето, да ја почувствуваат таа институција, да почувствуваат дека навистина влегуваат во образовниот процес. Ние имаме една сериозна ситуација, значи се печатаат скрипти кои што се на некои кованици од неколку други учебници. Владе хаос во Министерството за образование и наука. Јас морам да кажам дека овој хаос е само една последица, значи сите знаеме дека причинско-последично треба да размислуваме и дека ова е една последица од претходните години на хаосот, од промените на министрите за образование и наука, особено од експериментите кои што ги спроведуваше Мила Царовска во однос на дигитализацијата на учебниците, која што знаеме дека неславно пропадна, како и од она реформа за која што сите релевантни институции кажаа дека е избрзана и не треба така да се спроведува. И па сега еве ги последиците. Знам дека вие ќе кажете дека комисиите не се основале на време, дека се досни со ова, се досни со она, но тоа не ги интересира учениците и тоа не ги интересира наставниците кои што сега имаат сериозни проблеми. И наставниците и учениците. Учебници нема и кажете ми, одговорите на прашањето зошто на 29 септември се уште нема учебници. Дополнително министерот најавува дека се надева дека до почетокот на следното полугодие ќе има учебници. Дали знаете каква штета се прави тоа на децата, бидејќи немаат систематски приод кон учењето? Дополнително што наставниците на вистина се наоѓаат во еден сериозен проблем да се снаоѓаат самите како знаат и умеат да ги исполнат наставните програми. Тоа е, значи, конкретното прашање. Зошто се уште на 29 септември нема печатени учебници и кога планирате да ги доставите печатени учебници за децата? Третото прашање се однесува на Министерката за труд и социјала и се однесува на повторно на платите. Значи ние сме точно во една сериозна криза, финансиска, економска, топлинска, сите видови на кризи и затоа знаеме колку тоа удира по живот на народот. Знаеме дека млекото е 90 динари, а и повеќе на кај 100 оди. Па прашањето ми е, почитувана министерка, кога планирате линеарно да ги зголемите платите на сите вработени во градинките? Зголемени се платите точно кај носителите на дејност, меѓутоа ние сите добро знаеме дека доколку сакаме една институција да функционира како што треба, потребен е и административно-технички персонал. Тој административно-технички персонал не смее да биде казнет, па кај нив да не бидат покачени платите, туку мора да биде линеарно кај сите покачени, кај сите бидат покачени платите. Прашањето до вас е кога, значи ќе се покачат кај сите, не само кај носителите дејност, кај сите во градинките платите, значи од портир до сметководител, до благајник, до сите оние помошни лица кои што обезбедуваат непречен, континуиран простор за работа, за соодветна успешна работа на институциите, односно во овој случај градинките. Ви благодарам. Ви благодарам.